Цивил медија. 20 септември 2019. Вест на денот. Катица Јанева останува во притвор, одбиена понудената гаранција во имот. Поранешната специјална јавна обвинителка Катица Јанева останува во притвор, откако судијата на претходна постапка ја одбил понудената гаранција во имот, а обвинителката Вилма Русковска дала негативно мислење. Заради интерес на повеќе медиуми, ја информираме јавноста дека до судија на претходна постапка, кој постапува по предлогот на одбраната на Катица Јанева за укинување на мерката притвор и определување гаранција, денеска е доставено негативно мислење од основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција по однос на предлогот, соопшти Основниот кривичен суд Скопје. Ребалансот во собраниска процедура најавена поддршка за повисоки плати и побрз економски раст. Поддршка за повисоки плати за вработените во приватниот сектор и во јавната администрација, повеќе средства за поддршка на активните мерки за вработување и повисоки стапки на економски раст, најавува новата министерка за финансии Нина Ангеловска, со ребалансот на буџетот, кој веќе е во собраниска процедура. Председателката на Меѓународниот сојуз на распит во обвинителството за организиран криминал. Председателката на собранието на Меѓународниот сојуз, Агапи Дика, денеска дојде во обвинителството за организиран криминал да даде исказ во врска со случајот Рекет. Во обвинителството се очекува денеска да сведочи и бизнисменот Зоран Азманов. Флеш вести. Денеска во Скопје се одржа протест под мотото Петоци за иднината пред владата со почеток од 13 часот, како дел од глобалниот протест за спречување на еколошката катастрофа. Министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска, како дезинформации и шпекулации ги оцени информациите дека со новиот закон за работни односи, кој е во фаза на изработка, се планира намалување на работното време за повозрастните работници, без при тоа да имаат намалување на платата. Заменичката на председателот на владата и министерка за одбрана Радмила Шекеринска денеска и утре е во работна посета на Чешката република, каде што се средна со својот колега, министерот за одбрана Љубомир Метнар. Основното јавно обвинителство од Скопје поднесе обвинение против поранешниот директор на Централниот регистар Андреа Поповски за злоупотреба на службената положба и овластување, како и против тројца вработени за кои се сомничат за помагање. Вкупно 171 предмет презело јавното обвинителство на Република Северна Македонија од специјалното јавно обвинителство, велат од ЈОРСМ за МИА. Цивилни вести. Дерала. Привилегиите мора да се укинат. Уставот е јасен. Во еднаквоста нема ретроактивност. Забележавме дека и владата се обидува да стави некои рестрикции, да ги намали бенефициите, да ги намали привилегиите на функционерите, на избраните и на именуваните, но сметаме дека тоа оддалеку не е доволно. Во парламентот имаше некои одгласи, меѓутоа исто така е недоволно. Председателот на државата даде една јасна порака во која ја поддржа иницијативата и сметаме дека тоа е еден чекор повеќе и дека она што треба да следува во наредниот период е ние како граѓански организации да извршиме сериозен притисок за привилегиите да бидат укинати. Бидејќи во оваа сиромашна земја имате привилегии какви што ги немаат ниту најбогатите земји во светот, изјави Џабир Дерала. Цивил со зелена иднина во Пелагонискиот регион. Тим на Цивил денеска продолжи со теренските активности во општините Битола, Новаци, Могила и Прилеп, каде на инфоштандовите го промовираше проектот Зелена иднина. На конференцијата за изборни реформи ќе говорат политички лидери, експерти, домашни и меѓународни организации, високи владини функционери и председателот на државата. До сега се потврдени близу 30 говорнички и говорници на конференцијата за изборни реформи. Перспективи на македонските избори, а бројот на пријави за присуство расте постојано, информираат од тимот за комуникации на Цивил. Конференцијата ќе ја отворат председателот на Република Северна Македонија Стево Пендаровски и амбасадорот на Сојузна Република Германија Томас Герберих. Мисла: ефтино грозје, скапо вино. Според писменото обраќање на авторот до редакцијата, овој напис е доставен до сите весници во септември 2010 година, но ниеден од нив не го објавил. Имајќи предвид дека текстот содржи поенти што за жал се актуелни и сега, го објавуваме овој текст и како сведоштво за тоа како изгледале политиките пред 9 години, но и како сугестија за излегување од овие состојби во доменот на производството на грозје и вино, пишува Коста Стојменовски. Можеби е подобро така.
На вистина, СЈО можеби не успеа да ги открие и истражи сите криминали што произлегуваат од прислушуваните разговори, но причината за тоа лежи во последиците од организираната криминална структура што го одржуваше режимот и која се уште е жива и моќна. И на крајот на краиштата, нека биде и малку, но тоа што досега го одработи СЈО, сосема е доволно да се истераат судските процеси до крај. Ако во само 1/3 од предметите на СЈО се докаже вината на обвинетите, тоа ќе биде доволно повеќе од половината влада на Груевски, со се него да замине на долгогодишен престој во затвор, пишува Џабир Дерала. Читајте повеќе на civilmedia.mk. Civil Media